Председателот Пендаровски смета дека треба да се одложат парламентарните избори. Според него, ова не е најдобар момент да се спроведат избори на 12 април. Првиот сомнеш му е поврзан со предизборната кампања. Дали граѓаните ќе можат да бидат целосно информирани само од кампања спроведена преку медиумите и социјалните мрежи. Меѓутоа, морам да ви кажам моје сега едно размислување. Ние можеме, предпоставам, како држава да извлечеме кампања која ќе оди исклучиво на социјалните мрежи, како што е гледам генералниот консензус на сите политички партии кои се внатре. Меѓутоа, знаете дека постојат цели категории граѓани, посебно повозрастни во нашата земја, кои немаат пристап до толку како што имаат помладите до социјалните мрежи. А основниот принцип и на ОПСЕ ОДИХР и сите меѓународни институции, па и на сите демократски начела, сугерираат дека граѓаните мора да бидат добро и сеопфатно и навремено и целосно информирани за да донесат одлука според нивната совест на денот на изборите. Покрај изборната кампања за Пендаровски е спорен и самиот изборен ден, бидејќи тоа е огромна операција. Меѓутоа на нашите избори парламентарни во просек гласат околу 1 милион луѓе. За оние кои тоа не го знаат, внатре во државата, без диаспорните гласања, имаме околу 3000 гласачки места. 5 члена на избирачкиот одбор и 5 заменици, значи вкупно нашата изборна администрација брои 30.000 луѓе. На денот на изборите, или ден предходно, се спроведува една од логистички аспект една гигантска операција за пренос на материјалот, на гласачкиот материјал до сите избирачки места и на крајот на изборниот ден целокупниот избирачки материјал се предава на повисоките изборни комисии, кога се калкулираат резултатите на крајот. Морам да ви кажам дека од она што го знам, од моето знаење, од моите сознанија за спроведување на избори во ваков амбиент, до сега во светот такво нешто не е спроведено. Председателот апелираше уште еднаш да се користат само релевантни извори на информирање, односно надлежните институции за состојбата со коронавирусот. Тој рече дека надлежните служби изминатите денови детектирале смислено и намерно ширење на лажни вести и паника поврзани со коронавирусот. За понеделник е свикан Советот за безбедност, на кој ќе присуствува и министерот за здравство, како и началникот на Генералштабот.